Драги родители, ученици, драги пријатели. Годинава посебното основно училиште доктор Златан Сремец одбележува 48 години низ кои сите ние неуморно докажуваме дека заедно можеме повеќе. Овој пат избравме малку поинаков концепт на одбележување на нашиот патронен ден да покажеме дека како училиште сме подготвени за промените кои не очекуваат. Веќе 48 години успешно се справуваме со сите предизвици. 48 години реализираме континуирана воспитно-образовна и рехабилитацијска дејност. 48 години нудиме организирана систематска помош и поддршка на учениците и нивните семејства. 48 години се грижиме за секоја индивидуална потреба на нашите ученици. 48 години даваме љубов, разбирање и посветеност да изградиме самостојни личности. А оваа година тоа се нашите полуматуранти на кои ќе им порачаме. Ве учевме дека можете, дека вредите. Сега е редот на вас. Бидете упорни, бидете храбри пред сите животни предизвици. Среќно! Задоволство е да се раководи училиште кое е пример за позитивна средина за учење во нашата земја и пошироко. А уште поголемо задоволство се успешните приказни на родителите на поранешните и актуелните генерации на наши ученици. Да ги слушнеме. Какво и да е, треба да се сака. Јас сум Даниела Деловска, мајка на Ангела Деловска, која што е трето дете во посебното основно училиште доктор Златан Сремец во Скопје. Јас сум Верица Омјанова, родител на Јоана Кимова од Неготино и при тоа сме дел од едно посебно основно училиште Златан Сремец од ноември 2019. Јас сум мајка на Блерант Ферати, Аџере Ферати. Јас сум Јулија Ангелова, мајка на Александар, ученик во второ оделение. Здраво, јас сум Светлана Павловска, мајка на Бојан Павловски, кој беше ученик во Златан Сремец. Јас сум Горан Дарек, татко на Дарко Дарек, дете со плечки разбој. Јас сум Зоран, родител на Димитар, кој беше 9 години дел од големото семејство наречено Златан Сремец. Нашето искуство како родители на дете со посебни потреби со посебното основно училиште доктор Златан Сремец од Скопје е многу позитивно и не може да се опише во неколку реченици. Како и секоја мајка, така и јас не можев да прифатам дека треба моето дете да го запишам во основното училиште Златан Сремец. Како родители на дете со вакви проблеми, имавме дилема каде и како да се запишеме, така да од некои луѓе ни беше посочено да го одбереме Златан Сремец и не се покајавме. Не беше лесно, но со работка како родител, наставник успеавме Бојан да го образуваме и да стане самостоен. Многу сум задоволна и среќна што има наставнички како Ана и Верче. Секако благодарна сум и на целиот персонал во тоа училиште. Станува збор за една институција во која владее хармонија, која е пример за вработени кои што ја сакаат и со љубов ја работат својата работа. А за тоа најголем доказ е насмевката на нашите најдраги. Училиштето ги обезбедува сите образовни потреби на моето дете и тоа образовно-едукативни вежби заедно со останатите ученици во училиштето. Пред се е дека целиот ден им е исполнет со активности. Сакам неколку збора да кажам и за персоналот на училиште, сите се многу фини, не би било коректно да одвојам некои личности, иако би сакал, сепак се сите добри, се ангажирани, добри педагози и ние сме презадоволни што го одбравме во училиште. Патот беше тежок, но благодарение на сите вработени во Златан Сремец, посебно до наставничката Роберта и Билјана, кои беа во класот, кои го водеа класот на Бојан, успеа и сите деца што беа во класот на Бојан, успеа да ги изведат на еден пат каде што можат, да речам, самостојно да функционираат. Немам збор со кој можам да опишам
колкав е напредокот кај мојот син. Има голем напредок во однесувањето, во учењето, но најсреќна сум што има голем напредок во говорот. Секој дете си има своја приказна и тие фактички секој наставник влегува во таа приказна на своето на тоа дете и знае како да стапи во контакт со тоа дете, како да го смири, како да успее тоа дете да почне да функционира и само. Со радост водеше, се образуваше, научи да чита и да пишува, да црта, да сака физичко и уште многу други активности што истекна во ова училиште. За една година ние сме дел од големи, фасцинантни промени во тоа училиште, а прогресот на Јоана и како е за поздравување. Ви сакава да ви се заблагодарам од срце што со широки раце не пречекавте со фактот дека доаѓаме од друг град. Добро е, сака да оди у школу детето, задоволна сум јас како мајка. Тој се будеше со реченицата да одиме во школа, бидејќи многу ги сакаше децата и наставниците кои ширеа позитивна енергија. Таа стекна навика дека треба да се оди на училиште, дека таму треба да се седи во училиштата клупа, дека треба да се пишува, дека треба да се дружи со другарчињата, да игра заеднички игри и слично. А што е најбитно, кога ќе се одиме на кај дома, таа е насмејана и исполнета од поминатиот дел во училиштето. Мојата порака е до сите родители: треба да се прилагодиме кон децата, а не децата кон нас. Со добра соработка со овие дефектолози што ја изразуваат целата енергија и љубов во Златен Сремец, мислам дека ќе успеете и вие. Како родител на дете со посебни потреби, би сакала да ги посоветувам родителите кои што имаат деца со посебни потреби или било какви пречки во развој, да не се двоумат да ги запишат во ова училиште. Верувајте ми, ќе го направите вистинскиот избор за вашето дете, а и за вас. На останатите родители сакам да им препорачам да не се двоумат воопшто да го запишат своето дете таму доколку има потреба, затоа што, верувајте, нема да остане без напредок. Без разлика дали детенцето е со лесна попреченост, аутизам, Даунов синдром и слично. За децата од спектарот, слични на нашиот Димитар, училиште како Златен Сремец не смее да не постои. За родителите што се мислат каде да ги запишат своите деца со вакви или слични проблеми, без размислување би посочил да одат со Златен Сремец, бидејќи нема да ја лутнат од децата, ќе бидат добро примени и ќе бидат среќни како и ние што сме. Би сакала да ги поздравам сите посебни родители, на кои што нашите деца се, факт е дека нашите деца се на животна кариера или професија, меѓутоа нивниот прогрес и нивната социализација и образование за наше и за нивно добро, секогаш сметам дека треба да го даваме на стручни работници и стручни лица, а ние и како ги имаме. Сакам да се благодарам на целиот персонал во тоа училиште, пред се на наставничките за вложениот напор и труд за да дојдеме до некој степен на развој. Би сакала да ви го честитам патрониот празник, да ви посакам многу успеси, многу реализирани проекти, многу насмевки, да ја поздравам нашата директорка која што е пример за една амбициозна жена, за жена со големи визии и со уште повеќе реализирани проекти.